Веќе една година ја следиме обуката за сензорен терапевт од лиценциран обучувач од Босна, Ива Папик, и според стандардите што се презентирани на обуката, звучи да следиме методот на сензорна интеграција под GIN-ERS. Постојат и други методи на на третман и метод на работа со сензорни соби, кои што се холандски тип, како што е Снузлен, тие се веќе со светлечки ефекти, но овој метод инсистира на оваков пристап и оваков начин на опременост на сензорната соба. Целиот третман по сензорната соба започнува со индивидуална снимка на детето, каде што се прави потоа анализа на целата снимка според одредени моменти. Што значи тоа? Значи детето влегува во сензорната соба и се следи целото негово движење. Ние го следиме детето, нема никакво насочување, само сменени посматрачи и го снимаме. Потоа таа снимка се анализира целосно по одредени моменти и се следи точно детето во кој одреден момент покажува проблеми во сензорно процесирање, дали е хиперсензитивно или хипосензитивно. Откако ќе се прегледа таа снимка, се поставуваат целите на третманот и точно во секој агол од собата се одредува што ќе се работи со детето.